Продолжуваме сега ние понатаму, затоа што јас имам една преубава дама тука во студиото, во своите пензионерски денови, но ќе видите сега вие за кратко, за неколку секунди најверојатно, за кого точно станува збор и за каква пензионерка, со гитарата во раце, која прекрасно изгледа. Па јас би кажала типка, вака народски кажано. За своите пензионерски денови одлично изгледате и драго ми е што ова утро ќе бидете дел од нашата Македонија денес утринска програма. Ќе уживаме со вас, ќе завршиме со вас, имаме време да се дружиме. Добре ни дојдовте и добро утро. Добро утро, добро ве најдов. Благодарна сум што ме поканивте. Задоволството е големо. Да, навистина е големо задоволство. Ги поздравувам сите гледачи на телевизија 24 и сите гледачи. Еве вака, јас прво што ќе поставам прашање од кога сме со гитарата, а потоа и за другата професија во животот, затоа што вие сте имале толку љубов во себе, што сте сакале само да ја пренесете на дечињата како воспитувачка, но ќе кажеме нешто подосна за тоа. Сега за гитарата. Од кога е љубовта кон овој инструмент? Љубовта кон гитарата потекнува уште од моето шесто оделение, како да кажам. Значи, тогаш ние со братот настапувавме, се свиркавме во двор. Музикално семејство? Да, па јас и Одлично. тој, да. Па и нашите родители нешто, меѓутоа така, мислам за дома. И ние си почнавме така, јас брат ми го гледав во прсите како ги фаќа акордите, потоа си ги научив убаво и јас од шесто оделение си пеам, си свирам. И сакав, значи, она што ќе го испеам, да знам да си го да се пратам, нели, Тоа да си вака имам ќе кажеме самоук Па јас сум да само. Меѓутоа, знаете, после се надградувате, нели, малце со мислам хармонии, сите тие работи веќе кога правите песни, морате некои основни работи да знаете. Меѓутоа морам да признам, јас не сум гитарист, у смисол дека сум експерт за гитара. Јас го правам она, ја имам љубовта и го правам она што си го сакам. Значи, мене ми е доволно ова што јас си се пратам и што сите луѓе се задоволни кога ќе се најдам, нели, во било која прилика. Знаете како, кога јас ве слушав, без разлика на возраста, јас велам дека и ние кога сме биле, да кажам, во некои помали години, сепак таа музика оставила некој впечаток кај нас. И затоа што јас со вашата песна, кога ве слушнав како вие свирите и како вие пеете, не враќате во минатото. Како некогаш била и требала да се негува музиката, и јас мислам дека овие звуци кои ќе ги слушнат ова утро и нашите гледачи ќе допрат до нив и ќе ги вратиме малку во минатото. И јас би сакала тоа да е така. Кажавме да ја имаме љубовта и колку години веќе се другаруваме со цел живот можам да кажам и мислам дека никогаш нема да се откажам. Навистина, јас значи нема ден кога не си свирнувам дома едноставно. Кога сум дома, јас си свирнувам, тоа ме исполнува, ќе си направам песна, ќе си направам текст. На пријателките им правите и на пријателките, и одам така на некакви поводи. Ме викат мои пријатели, нели, кога нешто прославуваат, некој повод и така, одам често. Значи така се забавуваме, сите задоволни. И навистина мислам многу е убаво да го работите она што го сакате, значи. И што ќе ви исполни. Значи тоа е нешто прекрасно да бидете задоволни без разлика што материјално не сте се да без разлика, значи тоа е навистина љубов, мислам. И многу е битно да му го пренесете тоа, да го пренесете тоа на децата. Значи јас еве во градинка работев и цел живот додека мислам работев, јас имав таму гитара. Значи тоа беше моја волја лична, мислам јас тоа не морав да го работам, пошто мислам си има, нели, музичар во некои градинки што си е запослен, меѓутоа ова си е нешто што јас секој ден го правев скоро во сите групи, завршни приредби. А знаете ли колку пати сме разговарали на таа тема, колку е важна музиката, дечињата да ја пиваат од најмали нозе? И децата во јасли што се, верувајте. Тие што се уште во кревечиња. И само тие што се во кревечиња што се уште не одат, тие кои ќе чујат, јас кој ќе им засвирев, или да слушам било кој музика, они во ритамот си се клатат, значи и сите се насмеат. И нема ништо побаво од детската насмевка. Значи кога ќе подобра воспитувачка од вас, тоа јас ќе го кажам. Значи кога ќе извадите таа насмевка на децата и кога они ќе ве примат така и кога тоа ќе го мислам. Кога ќе ги развеселите да нема плачење. Гитарата, и јас секогаш ја чував така под креветите. За да знаете не се оштетили негде така и само ќе кажам дечки гитарата. И они одма сите трчаат и ја носат како со радост. Четворица радосни. Така, децата музика, убави се доживувања тоа стварно и би сакала сите деца и понатака, без разлика мислам. Значи пењето го племенува човекот и децата, значи самиот
како да кажам, оние деца, духот го племени. Така е, музиката е дел од Македонија. И секогаш ќе бидат весели, распејани. Јас секогаш викам родителите да ги усмеруваат децата да свират некој инструмент. Значи некој исто дека свират и клавир, дека свират и нешто што е. Да, меѓутоа на сите им препорачувам кои што го осеќаат и кои што сакаат тоа да го прават, да си свират гитара, затоа што гитарата, знаете, ја носите сегде со себе. Ајде. Одите на екскурзија, одите било каде, вие со гитарата и одма тука е на смевката и нема проблем. Што ќе ни отсвирите за почеток? Ајде за почеток да отсвираме една староградска песна македонска. Ајде, повелете, да уживаме. Ако одам во Битола, ке прошетам по широк сокат, а на дебел чашија кафе ке се напијам. Младост мило ке си споменам, а на дебел чашија кафе ке се напијам. Младост мило ке си споменам. Мори моме, како да речам, за Стамбола, за Солуна, Битола не давам. Мори моме, како да речам, за Солуна, за Стамбола, Битола не давам. Ако одам во Битола, ке нарачам до 3 пајтона. Први мене ке носи, други чалги ке свират, трети товар мерак ке носат. Мори моме, како да речам, за Стамбола, за Солуна, Битола не давам. Мори моме, како да речам, за Стамбола, за Солуна, Битола не давам. Па вие вака распејани од пораните утрински часови, секоја ви чест. Да. И на изгледот секоја ви чест, и на енергијата која што си ја поседувате, на стилот на облекување, пензионерка, еве пример како треба да изгледа една пензионерка. Знаете што, моите пензионерски денови не, значи може би завршија, би работниот ми за мене животот продолжува, затоа што јас ја викам, јас сум сега слободен, естраден уметник. Затоа што немав доволно време да, за да се посветам тотално, значи на музиката, знаете, имате работа, деца, сите тие работи, па сега и разни предизвици кои што се случија во животот, мислам, тие малку се така, нели, не се добри, меѓутоа животот е таков. Јас морам, нели, да си продолжам со животот и да си го правам тоа што го сакате. Што го сакам, да. И сите од дома ме поддржувале, мислам. Колку време сме како пензионери? Сега скоро година. Скоро, така. А што ќе кажеме еве за вашата професија? Покрај гитарата, музиката. Прекрасна професија. Мислам, доскоро да кажам, може не толку платена, навистина. Да, тоа веќе сите го знаат. Сега малку има едно подобрување, мислам, и тоа е добро и за пофалба навистина, затоа што стварно е одговорна работа. Едно дете да ни дадат на чување колку е тешко. Многу е одговорна работата, навистина, мислам. Меѓутоа, знаете што треба да имате и љубов кон таа професија. Значи треба да тотално да ја сакате таа професија и да сакате тоа да го работите, зашто не може секој. Значи треба да стално на смени, треба на секој да му посветите внимание, нели? И на тажните деца, и на привикнувањето во градинка, и сите тие работи што... Децата, верувам дека многу пресакаат. Да. Покрај тоа што сте им свиреле на гитара, ви имате убава енергија, знаете, баш една случка се сеќам водам во еден клон така на малку, во Радишани тогаш бев една година, пошто имаме ние 5 клона и така се менувавме. Доаѓам јас таму и почнувам, нели, така,
гитарче си свириме, си пееме. И баш имаше една емисија на еден, таму учесува. Така. И они ми гледаат, Желко, ти се бајле придов. Утредета доаѓаат сите родители ги натерале из цело Скопје да бараат гитарчиња и доаѓаат утредента сите со толкацки гитари. Преубаво. Ајде, викам се ќе правиме бенд. Така. И си правевме така, мислам, сега, Одлично. Навистина, мислам, убаво е. Убаво е, мислам, да позитивно делува на децата и они, знаете, се разделивте ли со гитарата и му цвиривте па, нешто и на колешките? свирев стално, еве и сега се спремам да одам така, Како да. ви испратија во пензионерските Па така, денови? убаво, мислам. Тајте, кој ќе ме видат сега, вака јас и тука блиску работев, мислам, до мојот клон кај што. Одите ли Така да ги посетите, да? Да, одам, Едноставно да. само да... Ќе одам, да, и сега сакам и повеќе почесто да одам така, за да се дружиме, мислам да им посвирам малци така. А што Па ќе ете им ви- направив една песничка исто, која посветив на мислам На дечињата? на дечињата и на градинката 11 октомври. Браво. Значи тоа беше така една Хубаво. како песна која што би останала, мислам да се пее, нели? Децата веќе ја пеат на завршни приредби. Ке ни ја испеете? Па може да испеат. Ајде, зашто да не за дечињата? Ајде. Се будиме наутро од сладок сон, одиме весело кон својот втор дом. Таму не чека другарчиња со раширени рачиња. Учителки наши добри мили, ни давате безкрајни сили. Со вас учиме, играме, цртаме, пееме, се смееме. Градинке наша со славно име, 11 октомври. Гордо го носиш во срцата наши, од кога постоиш. А еден ден кога ќе пораснеме, на тебе ќе се сетиме. Ќе се сетиме на безгрижни дни, што ги поминавме. Ла 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 ла, ла 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 ла, ла 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 ла, ла 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 ла, ла 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 ла, ла 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 ла, ла 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 ла, ла. Оставиме вакво нешто, да оставиме вакво нешто во наследство на градинката е на вистина за голем поздрав. Секоја ви чест. Е, тоа е љубовта кон професијата која што сме ја работеле. Сега песната ќе ја направиме и на албански јазик, пошто во тие клонови кај што мислам, мислам исто дечиња има, мислам и албанчиња кои ќе сакат исто да си ја пеат нормално на својот јазик. Да не, секако. Веќе е направен текстот од мојата колешка во која бев исто во градинка, во Снежана во градинка, тогаш бев 2 години, Елвира Бедини. Ја поздравувам и она го направи текстот, мислам, на албански и така ќе се сними. А стилот на облекување од секогаш вакав е бил? Па да ви кажам, може би, али не. Добро, сега знам. Сега слободен сме и среден уметник. Знаете, ја уметник. летно време не сум уфат. Значи, летно време сум фустани, нели, така. сукњи дугачки, воланчиња. Но вие почетувате на некое време од минатото со гитарата. Со гласот, значи, вие преубаво пеете, тоа да не го заборавам да го кажам. Да. Едноставно и начинот на вашата интерпретација исто така не подсетува на што конкретно. Може ли да ми помогнете? На што асоцираме најмногу? Па на некои шлагери во мојнатото кои се пееле, на некои преубави евергрини. Па да, и евергрини, кантри можда нешто. Ете така, кантри. Јас имам специфичен стил. Еве, например, вака. Преубаво. Jedne letnje noći bili smo sami, pričali smo dugo, a malo smo se znali i tad prvi put vidjeh tvoje plave oči. U blizini se čuo zvuk aviona kao da su neka božanstvena zvona, nismo smeli dalje, postalo bi opasna zona. Avioni nad nama lete, neki stižu, drugi žure da odlete. Svako svojim putem ide u svoj svijet, u daleke visine. Ljubav živi, to postoji nada, ne može se srcem uvek da se nada.
gitarom u ruci pevala sam pesme jer znam da drugo ne mogu i ne smem. Drhtala sam kad si me nežno dodirnuo. Stisla tvoje ruke, ukršteni prsti, dovoljan su znak da smo skoro isti umetničke duše, bilo bi nam najlepše. Avioni nad nama lete, neki stižu, drugi žure da odlete. Svako svojim putem ide u svoj svijet, u daleke visine. Ljubav živi dok postoji nada, ne može se srcem uvijek da se vlada. Od tada ga ja ne viđam baš često jer znam da bi pored njega nije mesto. To je bilo prvo i zadnje naše večer. Zaboravit ne mogu ovaj trenutak u srcu mog. On ima svoj kutak, neću da ga diram, a leptiri mi ne daju mira. Avioni nad nama lete, neki stižu, drugi žure da odlete. Svako svojim putem ide u svoj svijet, u daleke visine. Ljubav živi dok postoji nada, ne može se srce uvek da se vlada. Ова е песна, значи моја кантавторска дали музика и текстите песни се мои. Каде бевте досега вие? Јас. Сите ме прашуваат така. Каде бевте досега со дечињата? Емисија, да. Па где сте били ви до сада? Да. Често оваа емисија никад не е касно, мислам и сега јас им кажам. Да, бевте дел од никогаш не е. Па еви за кај не за во Македонија не е доцна. Па да, видите, ма не е доцна. Знаете што, никогаш не е доцна за музика. Може да пеете до 100 години, ако сте здрав, ако можете да го пеете, ако имате глас. Значи, што вика во една песна, знаеш, века, секој ден ме лажеш, Лара, тоа беше песната наша стара, што ја певме јас и брат ми со гитара. Ние си бевме два другара, свиревме пред куќата наша стара и правевме песни за 2-3 фестивала. La 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 la. Надежда постоеше во мене секогаш, мојот глас се исти како некогаш. Еве ви песни за сите времиња лесни. Преубаво. Љубовта е таа што мене ме крева да направам добри убави дела. Во нив ке се најде секој ке заплаче по некој. Ла 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 ла. Тоа е тоа. Што јас се уште гласот го имам. А вие вака да ни бидете во на 3 недели еднаш гостинка за да Па немам ја ништо против. За оглед на тоа дека сега имаме време на располагање, колку и да сакаме. Ви го честитавте празникот на жената? Да, ми го честитавте, фала. Само што знаете, тој празник е убав. Меѓутоа жената како жена, сите тоа повеќето така го третираат. Празникот треба за жената секогаш да биде. Значи, треба да биде празник. Па јас мислам дека така е. Добро сме дојдени до некоја. Знаете ли како ме подсетивте? Ме подсетивте сега вака со гитарата и начинот на кој што кажа вие тоа го правите и начинот на кој што пеете, интерпретирате. Се замислувам, си има во главата секој нешто се фантазира и си замислува. Се замислев некое оганче, како во филмовите, и сите во круг вака седнати и вие да ни свирите со гитарата. Па тоа е толку преубаво. Сте биле ли? Сте го правеле ли тоа? Па сум го правела тоа, како не. Верувам. Па замислете, одиме на крк ние из ова феријалци. Сите одиме со гитара. Сите ми ја носат гитарата, немој без гитара да си дошла. Нема шанси, значи ја принцеза, нели? Само гитарата. И одиме на крк и одиме во еден голем културен дом, нели, во Хрватска горе. Така. И ајде сви што знају нешто, дојдени од повеќе нели градови, од повеќе места од бивша Југославија. И ние им држиме концерт со гитара, пеат тука позадина, кај мене пие пријатели, друга. Мислам тие друштвото што бевме. Јао бре македонци,
па šta je ovo? Šta vi radite, bre? Mislim, pa ovo nemoguće. Pa šta ste mi mislili, ko smo mi? Така, македонците во Македонија не играј лепи, како беше? Навистина е, сегде, значи, каде што биле, во нешто што се успешни, неуспешни, значи, талентирани, ние сме многу талентиран народ. Значи, премногу музикален, меѓутоа, нема толку многу шанси. Знаете зошто? Затоа што треба да сте човек кој што... Но јас мислам дека вие сте во времето кога малку потешко така е. Тешко идеш и тогаш. Една телевизија. Не, само видите, и тоа е точно. Меѓутоа, знаете што? Одите, например, еве, имало случаеви. Ако има време јас да го кажам само на кратко. Да. Значи, јас праќам мои песни на фестивал. Ми ги примаат песните. Речено Валандово, 2 пати ми се случува. Морам да го кажам, тоа ми е една болна точка, како да кажам, нели? Болна. Не болна, него нешто што така некако те деградирало, може би, во моментот. Значи ги праќаш песните. Една комисија која што е таму во Ландо, ти ги примаат песните, ти се јавуваат со такво воодушевување, со све, да. Доаѓаш тука во Скопје, доаѓаш и се соочуваш со други луѓе кои што треба, нели, да направат аранжман, да се тоа уметнички директор или што се не знам ова, да. Едноставно, мислам, доаѓаш ситуација, ама вика, како тоа вие, не можете вие да пеете, ви треба да платите тоа. Како реков, јас да платам за моја песна и за мој текст. Па јас се уште тоа беше пред речемо 10-12 години. Ја значи се уште можев да ги пеам тие песни и сега можам да пеам. Значи каде била коченицата? Да, значи сакам да ви кажам, прати на еден фестивал не. Таму 5 песни од еден композитор, мислам, треба да има, мислам, а праќавме во Југославија, значи кога беше. Зборувам, значи кога немаше тоа толку баш. И сега можеби има таму некои работи кои што се слични. Меѓутоа, значи праќаш песни, ти ги примаат на непознати анонимци, деца, млади, добиваш награди, знаете што, дојдеш тука, нема шанса премногу да снимаш, некако термини нема, па чекајте вака, па така. Ти си вика талент, ти не си за тука, ти си за негде. Гледачите ќе си го кажат своето. Еве ќе ги видиме реакциите после емисијата. Знаете како, ние имавме подготвено видеа од вас, ќе ги пуштаме, меѓутоа не. И си разговараме и си свириме гитара. Видеата ќе ги оставиме за утринската програма, за во текот на утрешниот ден, затоа што знам дека гледачите ќе сакаат да ве слушнат на таков начин исто. Но сега и од режија ми велат, бидејќи ви имаме со гитарата и ви имаме тука како лик, како една убава господја. Да, задоволството, верувајте. Јас мислам дека тука сме пред крајот, па може да завршиме со уште една песна. Ќе ми кажат од режија дали може да се поразговараме, па да завршиме со песна која ќе биде, тоа ќе си оставам на вас. Што е она што може да очекуваме, еве, во овие слободни пензионерски денови од вас, покрај тоа што почесто ќе ве имаме во утринската? Мислите, на музички план? Да, зошто да не... Па да, видете, јас, еве сега, например, стварно, знаете што, тоа е нека моментална инспирација која доаѓа. Например, во одреден период. Например, јас сега станав баба пред 2 месеца. Да, имам внукичка Славка. Жива, здрава. Да, фала се да си дочекате и вие сите. И знаете, баш пред еден ден пред да се роди, мене ми дојде една идеја така. Абе, некоја сеќа нешто ми се така, знаете, нешто ти доаѓа, некој порив. Уочи Нова година, значи треба да се иде на Нова година, нели? Ако не отидовме кој знае што до плоштата така со пријателки, пошто мажот ми е починат, мислам и така да, мислам со другарки мои се организиравме. И јас пред да одам, почнав да правам песна и ја направив песната за Нова година. Една честитка за Нова година за сите мои пријатели, сега кои ќе слушате, нели, што ми се на Facebook, а и моите пријатели што си ги знам, значи, во моментот да дојде инспирацијата. Да, ја музика и текстот одма го направив, мислам. Така мислам, ја има на мојот профил, нели, така е песната во живо. Седнав, дојде другарка ми, треба да одиме, викам земај телефонот. Викам тон мајстор Тина. Така. И така, настана песната. Настана песната, сам сега не кем да се фалам на вистина, меѓутоа песната треба да се сними, значи да си се сними како што со повеќе пејачи. Видите вака, тоа не е фалење, тоа е едноставно она што ние го работиме во моментов, тоа воопшто не е фалење. Тоа е нешто што сме го сработиле и што ни е дарба и што ни е талент и ние само треба да ве слушаме и да уживаме во тоа. Затоа што знам дека многу гледачи уживаат сега. Ете така, значи после пак еден период си направи песна. Еве сега баш исто. Па да ги имаме некако, да ги имаме да се најдат на некој албум. Еве јас имам нешто на италијански, имам например неколку песни на италијански јазик. Ај, ова можеби ако не ја сгрешам сега, ма нека не ми замерува, знаете, не сум ја слушала одавна, а треба да се снима, знаеш што? Знаете што? Прашувам по студија, верувајте. Прашувам, значи јас ќе пак нешто ќе снимам во вака што сум си била. Значи они ме прифаќаат со широко срце затоа што се прекрасни луѓе, дури фамилијарно сме си станати така се. Добри и вика Елена вика и ден денес се зборува таму вика за твоето CD, вика ми бараат се уште нели ова. Вика имам јас нешто доправувам така.
имам тие, нели. Но ајде да се надеваме дека тоа ќе се случи. CD не мора веќе. Знаете, јас веќе го направив така, како една целина од 16 песни, дури направив песна за трагично загинатите момчиња на Смицковско езеро, ја има на мислам YouTube и на мојот профил Јелена Рангеловска, затоа што во тој момент ми дојде инспирација жална, емотивна. Едното децата одеше во градинка, кај што работев јас. Знаете, тоа беше во рок од 20 дена и така, мислам, целиот текст е у суштина целата. Вие бевте воспитувачка на една? Да, тука целата јас не сум била јас таму на детето, меѓутоа во нашата градинка, во тој клонник. И така. Така да мислам, не значи дека човек по инспирација. Добро, вие сакате да кажете дека сепак овие песни кои ги творите се од секојдневието, од сето она што го доживуваме, приказни и така натаму. Ја жалам што ќе завршиме, меѓутоа како што кажав, почесто ќе ве имаме за едно вакво поинакво и многу поубаво утро. Драго ми е што бевте дел понеделнички, убаво да започнеме. Да, јас уживав. А кога јас уживав, јас се осеќам навистина многу опуштено и прекрасно. Си мислев, леле што сега чека да немам трема. Со мене нема трема. Ма вие сте прекрасна, мислам немам зборови. Само ќе кажам кај кого? Кај Слобода. Вика, тоа е страшно, вика, тоа е прекрасна особа. Ке ве имаме повторно, тоа веќе несомнено е и ке се договориме. За крај, што е она што ќе го... Пак да испеам една од моите песни, малку е во така, во народен, серенадски. Оставам на вас. Ајде. Што и да посакате. А може и италијанска, ако имаме време, ама немаме, знаеш. Како сакате? Еве јас да се одјавам, ви благодарам почитувани што бевте со нас, ви посакувам да имате убав ден исполнет со убава музика и позитивни мисли. Довидување до утре. Уживајте. Силно сјае, кај што љубов вечно трае, таму е мојот роден крај. Среќа, радосна и убав рај. Сака писмо да ти пратам, силна желба да се вратам, срце мое само тагува. Дал ме сакаш, само прашувам. За тебе пејам, за тебе живеам. Не можам веќе, не можам сама, тугина пуста ми прави рана, сакам да сум само твоја. Со тебе живот да минам, љубов вечна да си имам, сакам само да сум дома, неќа веќе да сум оман. Шума чуби, езеро сино, очите твои ко црно вино, ширно поле најубав цвет, твојот поглед најтопол свет. Сака писмо да ти пратам, силна желба да се вратам, срце мое само тагува. Дал ме сакаш, само прашувам. За тебе пејам, за тебе живеам. Не можам веќе, не можам сама, тугина пуста ми прави рана, сакам да сум само твоја. Со тебе живот да минам, љубов вечна да си имам, сакам само да сум дома, неќа веќе да сум мома.